Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Крајно време е оваа влада да почне да се справува конечно со пандемијата. Наместо глупави дискриминирачки мерки од фашистичката матрица на СДСМ треба да се носат ефективни мерки за справување со коронавирусот. Замислете, власта го достигна лудилото и тоа само со еден потек. Велат, само вакцинирани ќе можат додат и да седат во угостителските објекти, а овие невакцинираните не смеат, додека пак кога станува збор за вработените во угостителските објекти, што треба да ги служат вакцинираните гости, не мораат да бидат вакцинирани, односно како што велат од владата, сите вработени во угостителските објекти ќе си одат на работа. Почитувани граѓани, ова е тотална безидејност, тотално лудило и тотален хаос, објаснет во само една реченица кој што асоцира на владата. Ова се фашистички глупави мерки кои никако не смеат да бидат донесени бидејќи сите граѓани имаат право на избор. Еве, нека одговори владата, дали во јавниот и меѓуградскиот превоз ќе можат да се возат само вакцинирани и каде ќе седат невакцинираните и дали ќе смеат да се возат и нормално дали сите возачи, на пример, како и кондуктери, треба да бидат вакцинирани или не треба, според нивната логика. Кое е решението на владата за овие луѓе и за меѓуградскиот и јавниот транспорт? Или, например, кое е решението на владата за луѓето кои од X медицински причини, не се многу, но ги има, високо алергени личности и слични, кои што не смеат да бидат вакцинирани, односно како владата ќе се однесува со нив и кое ќе биде нивното право на движење и живење во општеството. Еве, јавно нека кажат каков е планот и протоколите за целата оваа мерка која што ги ограничуваат граѓаните. Не ги објавуваат, бидејќи ги немаат и самите се свесни дека поголема глупост не можеле да смислат додека си седат на плажите на одмор. Тотален хаос. Филипче и Зоран Заев веќе не знаат каква поголема глупост да направат. Уште еднаш апелираме до граѓаните и тоа е наш став, да се вакцинираат доколку имаат можност, бидејќи тоа е единствена опција да се спасиме од овој вирус. Но апелираме и до владата да ги остават граѓаните да имаат право на свој избор и да прекинат со овие глупави фашизоидни мерки. Благодарам. Тоа беше пресконференцијата. Сега би одговорил на две прашања кои што пристигна од медиумите. Едното прашање во врска со прославата за рамковниот договор кое што пристигна, односно зошто нема пратиме свој представник. Како што знаете, прославата за рамковниот наместо државна агенда стана партиско политичка промоција на одредени луѓе и политички партии. Ако вистински се грижа за духот на рамковниот договор, тогаш парите од прославата ќе беа попаметно да се пренаменат и дадат за реконструкција на училиштата во Тетовско, Гостиварско, Кумановско или за решавање, на пример, на проблемот со вода кој што го имаат тетовчани и во Тетовско. А секако најдобро ќе се искористи и за сервисирање на оние авиони за гасење на пожар. Наместо тоа, коалицијата, која што е на власт, даде предност на криминалот, наместо да го негува со животот. Најголемата закана за рамковниот договор е токму оваа власт, која го дели народот на тие кои се со нив и на оние кои што се против нив. Воедно, треба власта да одговори дали прославата на рамковниот и одложувањето на мерките заради прославата не значи доказ за целосно политизирање на процесот и воедно лажна грижа за здравјето на граѓаните. Тука сакам да потенцирам ВМРО-ДПМН, ниту председателот Мицкоски нема да учествува во таквиот декор, тоа веќе го кажавме. Нема потреба од партиска предизборна парада во услови на тешка економска, здравствена криза и влада која што нема никаков капацитет. Така да рамковниот договор е завршена работа. Парите можеше да се искористат за многу други попаметни цели од овие политички настани. Во однос на следното прашање, телевизија Сител. Исто, дали има услови за спроведување на пописот во септември, мајќа во предвид епидемиолошката слика, дали мислите дека граѓаните ќе ги пуштат попишувачите дома, докаде се разговорите во работните групи за пописот, ќе има ли промена во методологијата за попишување? Во однос на пописот, би се воздржал уште неколку дена од коментари. Граѓаните самите имаат можност како по социјалните мрежи, така и на оние анкети кои што ги прават медиумите секојдневно да си го кажат своето мислење, веќе се гледа нивното мислење. Во однос за разговорите во работните групи, можам само да потенцирам дека нема изминатиот период разговори помеѓу работните групи на ВМРО-ДПМН и
владата, односно СДСМ и коалицијата, што уште еднаш покажува на дело дека оваа влада нема никаков капацитет. И она што е уште потажно е дека буквално на секое поле, ако погледнеме во владата, дали е тоа здравствено, дали е во однос на економија, дали е во однос на организирање попис институционално и се останато, оваа влада нема никаков капацитет. Доволен пример, најдоволен е пожарите кои што не зафатија, за жал, каде што не можеше Република Македонија како држава, институциите кои што ги води СДСМ и коалицијата нивна да се справи со пожарот, па мораа да доаѓаат од странство луѓе да помагаат, односно додека нашиве политичари од власта си одмараа по плажи и се сончаат. Така да ова влада нема никаков капацитет за било што и тоа е најзагрижувачко. Тоа е тоа во однос на ова прашање. Благодарам на вниманието.